Законот за јавното обвинителство ќе го чека исходот од преговорите меѓу власт и опозицијата, па дури потоа ќе се расправа по поднесените амандмани. Надлежните собраниски комисии ги одложуваат седниците со образложение дека не може да дискутираат парцијално по измените на владиниот предлог закон. Иако нема сериозни поместувања во клучните разлики, сепак од мнозинството се оптимисти дека законот ќе биде изгласан до 15 септември, кога и практично истекува мандатот на Катица Јанева. Петокот да беше закажана комисијата, одложена е за денес затоа што остана простор дека ќе се работи во вторник. Но денеска јас го отворив дневниот ред. Зошто не расправавме по амандманите? Затоа што извештаите не се парцијални. Извештајот може да биде за целата точка, практично за предлог законот, и го немам тој извештај и немам услови за работа. Затоа само ја го усвоив дневниот ред, ја отворив практично седницата и чекам барем по првата точка извештајот од Европски Комисија за европски прашања. Јас мислам дека работите одат во некоја насока, има приближување, но има се разбира и разлики кои се уште не можеме да ги надминеме. За викендот немаше разговори, очекуваме во текот на денот, утрешниот ден, се надевам, пошто немаме многу време, се надевам дека брзо ќе продолжат разговорите. Од ДУИ пак не се согласни со најавата на ресорната министерка за план Б во случај да не биде обезбедено двотретинско мнозинство. Велат за да се добие довербата на граѓаните има само план А. И Артан Групи, кој е претседател на матичната комисија за европски прашања, очекува разликите да бидат надминати, ама роковите течат. Довербата на граѓаните во институциите нема план Б, има само план А според мене, и се надевам дека сите ќе се надминеме, многу сме близко до постигнување на компромис. Прашањата не надминуваат повеќе од 2 и 3 кои што се спорни помеѓу политичките партии, и затоа сум убеден дека ако сите се надминеме себе си, ќе успееме да усогласиме текст на закон кој што би бил прифатлив не само за политичките партии, туку за целата јавност, и ќе почнеме да градиме институции од кои што граѓаните ќе се гордат и на кои што ќе им веруваат. Сепак работните групи остануваат на статус кво, бидејќи не се надминати клучните прашања кои решаваат судбината на СЈО, а ставовите се разидуваат токму околу начинот на избор на обвинителот, состојбата со помошниците обвинители на Катица Јанева, распределбата на започнатите постапки и профилот на новиот специјален обвинител.